Здраво на сите. Само што станав од спиење и завршив со предавања, па идеме да направиме гради. Дефиниција за no days off е кога тренирате, а времето ви е кнап да искрено немате време за тренинг. Така, мене ми е ова видео ќе излезе на мојот роден ден, тоа е утре. Утре ќе извежбам грб, па за да не биде досадно видеото, го снимам денеска на гради и ќе го крстам роденденски chest day. Што ќе зборам во ова видео, се уште не знам. Ќе ми текне додека идам на кај теретана, за да не биде само прост влог, туку да има и малку едукација. Утре на денот на мојот роден ден сум преоптоварен, са бајле идам на вежби, потоа треба да истренирам грб, па на часови по хемија и така да тешко да извадам видео од утре за грб и затоа ова иде денеска за гради. Уживајте! Видеојте тренингот. Може. Сега немам припод со друго дискузија. Мамо тука некаде се клепаш на пута на врата. Тоа е стречи, 30 секунди се гледа. Огромно. Тоа тренинг. Видите бенчот 144 пати и тоа било тоа од овој роденден тренинг. Камата тука. Сега ќе напуштам теретаната и во одјава на видеото покажувам како да успеете да изменаџирате учење и тренинг. Си реков видео да го довршам утре на роден ден официјално, ама ајде, тоа што можеш да го завршиш днес не го ставиш утре. Па вака, небитно дали учите или имате некоја друга занимација, работа или слично, а сакате да вежбате, како најлошо нешто што може да го кажете е немам време, на работа сум, немам време, учам. Време секогаш имате 24 сата од денот, 7 на спиење, ви остануваат колку? 17, од тие 17 сати 5 сати да учите секој ден, пак имате 12 сати да извежбате, да направите нека физичка активност. Ако имате работа, пак само минусирате уште 8 и ќе видите дека имате време. Но, да не ја должиме, денеска имате и ChatGPT, има и разни тренери што се добри и би дале совет 2, така да пишете, прашајте, можете и мене. Си правите сплит онака како што ви одговара, за да имате било каков прогрес. Дали ќе биде тоа еднаш, 2 пати, 3 пати неделно вежбање, се со цел да доставите континуитет, да телото да не ви биде онака скроз оф тренинг, оф форма и на прво место го ставате тоа што ви е приоритет, учењето или работата, например. Јас учам и затоа во теретана намалив на одење 3 до 4 пати неделно, ако имам време и ако можам. И тоа е тоа. Резултати секогаш ќе има. Нешто е подобро од ништо секогаш. Така да не откажување, no days off, што би рекле некој. У најлош случај барам изговори и тоа би било тоа. Се надевам
нешто научивте. Нешто, колку да не е без ништо. И се гледаме наредно видео, ставите лайк, шер, subscribe. До нова година идеме на 1000-дарка. А за понатака ќе видиме. И да не заборавам, сепак направив тренинг, иако сум затнат, ме боли нос и грло и глава и се. И да, тоа е уште еден мотив да истренирате иако сте болни. А утре на роден ден правиме back and biceps.